Добар ден на сите, почитувани представници на медиумите, благодарам за присуството. Почитувани граѓани, секој ден сум предмет на јавен линч, преку груби лаги и постојана црна кампања и манипулации. Дубај, згради од 42 спрата, Визи, Венеција, Сент Морис и така натаму. Пре некој ден ме споредија дури и со Джими Џонс, убиец на 300 деца. Вчера отидоа дотаму да преку Жан Митрев, за кого како лекар не може да кажам што мислам, ме обвинија за рекет на цела болница. Претера, ова ги поминува сите можни граници. Што ќе смислат следно? Утре ќе ме обвинат и за силување, за убиство, за што следно? Доста е веќе. Сега ги тужам. Мојот одговор преку суд ќе го добијат и наредбодавачите и извршителот. Го повикувам Жан Митрев, нека отиде кај обвинител и нека поднесе кривична пријава, ако смее, па да одговара по кривичен закон. Не го прават тоа затоа што знаат дека ќе одговараат, а не вака да ги тужам само за клевета. Затоа власта не сака реформи, не сака реформирано правосудство по европски стандарди, за токму ова да го прави. ВМРО ја помина секоја граница, а ја преку ова нема да помина. Ова не е политика. И веројатно веќе дефинитивно во Македонија на сите им е јасно што прават. Нема одговор на вистинските прашања за дупката во буџетот од 2 милиарди евра. За тоа што нема пари да се зголемат платите и пензиите. За мигрантите. За црниот капитал преку Алта банка. За корумпираните постапки тендерски на секаде во државата. За тоа што исплаќаат луѓе да ги поддржуваат преку јавните мрежи, преку државни институции. Видовме колку луѓе биле исплаќани преку лотарија. Следат списоци од скоро сите министерства и за одбрана и за надворешни работи. Ке видите тоа каков скандал е, па дали на тоа некој од власта ќе одговори. Нема ништо за реалните проблеми со кои граѓаните се соочуваат секој ден. Само дефокус, јавен линч и црна кампања. На листата сме на земји од третиот свет поради нивната политика на изолација, на криминал, корупција, ноќни волци со кои што се среќаваат луѓе од врвот на владата. Ноќните волци блиски до Путин. Доста е веќе. Граѓани на Македонија, оваа криминална власт доведе до тоа да од политика на сите веќе им се гади. Затоа на гласачите им е преку глава од рече ВМРО, рече овој, рече оној. И тоа е целта од самиот почеток. Повторно се обидува да ме вратат во мракот во времето од пред 10 години. Велат конструктивна опозиција. Со кого? Со ова? И сите гледаат што се прави. На граѓаните им е потребен подобар живот, повисок стандард, повисоки плати, повисоки пензии, добра иднина, пат кон Европа. За тоа треба да зборуваме, тоа е политика. Благодарам.